Добро вечер. Следат минути за вестите од културата. Оливера Ќорвезировска е добитничка на Рациновото признание за книга на годината за книгата Три Марии во издание на Арс Либрис. Наградата и беше доделена на свеченото отворање на манифестацијата Рацинови средби, кој годинава се одржуваат во Велес по 62 пат. Таму беше нашата колешка Нела Соколовска. Писателката Оливера Ќорвезировска е добитничка на Рациновото признание за книга на годината за Три Марии, издание на Арс Либрис. Наградата се доделува како дел од содржините на Рациновите средби, кои годинава се одржуваат во Велес по 62 пат. Ми се чини можно интересно како еден вид чествување, антиципација или живот на Рима, како што велеше Конески, тоа што еден од ликовите во мојот роман Три Марии потекнува од Велес, што друг се презива токму Солев, што насловот подсетува на две Марии на Славко Јаневски, што на задната корица ќе ја сретнеме и Оливера Николова. Со секој ред што ќе го напишеме, чествуваме ред што бил напишан претходно, антиципираме ред што допрва ќе биде напишан во националната книжевност. Градоначалникот Марко Колев, во својство на председател на организацијскиот одбор, рече дека Рациновите средби представуваат една од најзначајните литературни манифестации во Македонија, која традиционално се одржува во Велес во чест на големиот македонски поет Коста Солев Рацин. Рацин е оној кој со својот пример ни покажа што значи да се живее за тетовината, да се љуби до последен здив, да се твори со безвремените стикови. Делото на безсмртниот до денеска останува врежано во колективната меморија на Велес, Македонија и пошироко, а ние белешени со гордост го носиме името на негови наследници. Во тоа име и оваа година се обединија повеќе институции, организации и поединци за чествување на великанот, за што користам ова прилика да им се заблагодарам. Со бројни литературни, научни, музички и спортски активности ја продолжуваме нишката на непокорот која е поткаена во секој стив на Коста Солев Рацин. Во рамки на 62-то издание на Рациновите средби се одржа меѓународна научна конференција на тема Рациновите одблесоци врз современиот македонски јазик и книжевноста, трибина за македонскиот јазик за 80 годишнината од неговата кодификација и промоција на тритомното издание за Кочо Рацин, чии автори се Венко Андоновски, Искра Тасевска-Бошкова и Весна Мојсова Чепишевска. Рацин цел живот ја бараше смислата и неговиот бунт е бунт поради тоа што светот молчи пред неправди, светот молчи пред ужаси, светот молчи пред експлоатација, светот легализира како општествена формација систем во кој што буквално човек на човека му ја пие крвта. И Рацин се бунтува против таквиот свет кој молчи. Во фоајето на театарот Јордан Хаджи Константинов Джинот изложба имаше скулпторот Ангел Коруновски, а настанот беше збогатен со музичко-поетска вечер со Марко Виденовиќ и триото Мевлем. Методика на македонските народни ора е нова книга од магистар Благица Илиќ, професорка по народни ора во Средното државно музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје. Книгата беше промовирана во средата, а на промоцијата настапија и ученици од насоката за традиционална музика и игра. Станува збор за едукативен, стручен материјал од областа на орската традиција, орската и музичката традиција, методика на народните ора, дефицитарна литература, стручна. Во потесна смисла на зборот, методиката представува една педагошка научна дисциплина која што се труди да реши и теоретски и практични прашања од областа на етнокорологијата, етномузикологијата.
и всушност представува начин за правилно пренесување на запишување и анализирање на кинетичките елементи или градивите единици од кои што е структурирано едно традиционално оро. Бенефитот и правилната употреба на методиката во македонските народни ора може да реши од една страна и физичко-здравствени задачи, од друга страна и воспитно-образовни. Во смисла на решавањето на физичко-здравствените задачи се мисли првенственото градење на правилен антрополошки став кај деца, младинци и повозрасни, избегнување на деформитети на телото, а во смисла на воспитно-образовните задачи или тој контекст се случува конекција со или првото стекнување и градење на чувството на ритам, чувството на ориентација во простор, време, темпо или динамика. Заврши 59-тото издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, кој годинава се одржа под мотото "Смеј се и осмели се". И годинава Чернодрински не само што си се врати дома, туку тој успеа и да си остане дома. 6-децениската фестивалска традиција на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп, како единствен фестивал од тој габарит во земјава, уште еднаш целосно си ја исполни својата мисија. Овој пат има посебно значење, бидејќи годинава речиси сите македонски театри беа, а и се уште се исправени пред сериозни предизвици со кои никогаш предходно не се соочиле. Нивното затворање заради небезбедност. Оваа судбина ја доживеа дури и домајкинот, Прилепскиот народен театар, а кој цели 60 години живее и дише за овој фестивал, но и за својата многобројна и верна публика, а чии врати и сцена и понатаму остануваат затворени. Сите ние како уметници сме одговорни да дадеме поддршка на нашите колеги од Прилеп за да добијат нов театар. Капитализмот не направи себични луѓе и ние веќе не гледаме подалеку од нашиот праг. Меѓутоа, како луѓе кои што работиме со емоции, треба да бидеме поемпатични и да гледаме за доброто на колективот. Колективот наш театарски е мал. Се надевам дека Прилеп ќе добие нова зграда во најбрзо време. Порача режисерката Нела Витошевиќ. Од друга страна пак и покрај ова, 14-те селектирани представи, кои годинава беа прикажани во рамките на 8-те фестивалски вечери на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински, од кои 9 беа во официјалната конкуренција, а 5 во придружната програма, само потврдија дека македонските театри умеат успешно да се снајдат и во вакви вонредни услови и да прават квалитетни представи. Одлично вкомпонирани во годинашното мото "Смеј се и осмели се", годинашните представи како да ја вратија довербата кај театарската публика, која се увери дека создавањето театар е всушност тенденција да се има став, да се има свое мислење, односно да се биде храбар театарски уметник и храбар театарски посетител. 9 представи во официјална конкуренција, кои што се од неколку театри од Македонија, кои што раскажуваат една многу интересна приказна како силен актер може да се однесува на сцена, колку строг режисерски ракопис може да се препознае. Годинашното издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински се одржа од 6 до 13 јуни, а најголемиот дел од представите се прикажуваа на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, а кој речиси 2 месеци претходно исто така беше затворен. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.